Здраво и добро дојдовте во уште едно видео каде што ќе говорам за реакции на хиперсензитивност тип 3, односно реакции на преосетливост. И ова се имуни реакции кои го оштетуваат ткивото и се посредувани од имуни комплекси. Значи да речеме дека имаме некој антиген кој влегол во телото и овој е некој растворлив антиген, односно не е прикачен на некоја клетка. Овој антиген ќе биде препознаен од страна на дендритични клетки или од страна на Б клетки. Така, ќе биде внесен и ќе биде процесиран соодветно, така значи тука ќе се прикачи на две антитела со помош на крослинкинг на антитела, ќе биде внесен натре во Б клетката, исто со помош на соодветни рецептори ќе биде внесен во дендритичната клетка и ќе биде презентиран тој антиген на МХЦ класа 2 молекули. Така. Сега, и Б клетката и дендритичната клетка ќе отпатуваат до соодветниот лимфен јазол кој е во близина. И тука дендритичната клетка ќе се сретне со некоја наивна Т клетка. Така. Значи наивна, ова е CD4 Т клетка, која има соодветен Т клеточен рецептор за да го препознае овој антиген презентиран на МХЦ класа 2. И нормално ќе има и костимулаторни молекули и така натаму. Поентата е дека оваа Т клетка ќе се активира и понатаму таа од која ќе се активира ќе стане T helper клетка, најверојатно T helper 1, која со соодветни цитокини ќе стимулира соодветна Б клетка, која го препознала истиот антиген, таа сега понатаму ќе се диференцира во плазма клетка и во мемориска клетка. Тоа не интересира сега. Но, плазма клетката сега ќе почне да продуцира имуноглобулини, односно антитела против овој дадениот антиген. И главно или ќе продуцира IgM, или пак IgG, ако се овозможи клас switching, што ќе се овозможи. Овие антитела, понатаму, нели, ќе го најдат растворениот антиген, кој може да биде self или non-self. Така, значи најчесто ќе биде non-self, ќе биде некој внесен антиген, но може да биде од самото тело, и антителата ќе обврзат, ќе се образуваат овие имуни комплекси, и при тоа тие имуни комплекси со ФЦ регионот, антителата, ќе се врзат со ФЦ рецептор на макрофаги, но исто и на неутрофили, значи ова е макрофаг, кој ќе ги фагоцитира тие имуни комплекси и имуните комплекси ќе бидат отстранети, односно антигенот ќе биде отстранен. Така, значи антигенот се врзува со антитела, образуваат имуни комплекси, ФЦ регионот од антителата ќе се врзе со ФЦ рецепторот на макрофаги или пак на неутрофили, или некои други фагоцитни клетки и имуните комплекси ќе бидат отстранети, односно антигенот ќе биде отстранет. И се си е тоа супер. Но, некогаш имаме многу имуни комплекси. Дали многу се создале или пак несоодветно се отстрануваат, поентата е имаме многу имуни комплекси кои ќе почнат да се таложат во околните ткива и да предизвикуваат проблеми. Односно, ако не се отстранат, се таложат во ткивата и тоа ќе доведе до оштетување. Сега многу е логично некој да постави прашање зошто да не се отстранат? Што го спречува отстранувањето на овие имуни комплекси? Има повеќе причини. Можеби антигените имаат тенденција да создаваат големи или многу антитело-антиген комплекси. Зошто тоа би било? Можеби антигенот е таков да има многу повторувачки епитопи. Да речеме дека имаме некој антиген кој изгледа вака, така што епитопот е тоа што е како триаголник. Во ред, тоа значи дека за овој антиген би можело да се врзе едно антитело и при тоа не може да се образуваат некои големи имуни комплекси. Но што ако имавме некој антиген кој изгледаше вака? Во тој случај може да се врзат многу антитела. Така што овој антиген, овој тука антиген, би образувал поголеми имуни комплекси наспрема овој антиген. Во ред, поради тоа, како што спомнав, некои антигени имаат тенденција да создаваат поголеми антитело-антиген комплекси, најчесто зашто имаат повторувачки епитопи. Можеби имаат голем афинитет на антигените за дадено ткиво, така што ќе се акумулираат таму, така што популацијата на макрофаги, каде што се акумулирале, нема да биде доволна. Например, ако е распределен низ целото тело, многу побрзо ќе се отстранат тие имуни комплекси, него ако се концентрирани на едно место. Исто антигените може да имаат полнеж, тоа овозможува да несоодветно се отстрануваат, така што ќе се акумулираат. Може да имаме, индивидуата може да има нарушен фагоцитен систем или пак некој друг имун проблем.
Значи нешто што оневозможува правилно отстранување на имуните комплекси. Така можда макрофагите не ги разградуваат доволно, нема доволно рецептори на макрофагите или неутрофилите, или пак нема доволно макрофаги и неутрофили. Некаков имун проблем кој го има индивидуата, кој не овозможува добро чистење, или пак има многу антигени и антитела. Така, да речеме, и да има ваков антиген, ако ти внесеш многу вакви антигени, тоа пак ќе биде проблем. Така, да речеме, ако внесеш ти 5 вакви антигени, или пак 100 вакви антигени, нормално дека овие ќе направат многу повеќе имуни комплекси. Така, иако имаат помалку епитопи, едноставно многу се. Така што и тоа може да доведе до формирање на толку многу комплекси, што едноставно не може да се постигне да се исчистат сите. Во ред, ајде сега се вратиме малце пак горе. Викаме дека тоа ќе доведе до оштетување. Колкаво ќе биде оштетувањето, до кој степен ќе биде, зависи дали реакцијата, односно имуните комплекси што се таложат локално, така значи во некое место, например, некој дел од раката, таму се таложат, па тоа ќе доведе до оштетување или во некој орган и слично, или пак е системско, низ целото тело. Тоа ќе доведе до поголемо оштетување ако трае подолг временски период. Исто зависи дали е краткотрајно или е долготрајно. Најчесто реакциите на хиперсензитивност се краткотрајни, бидејќи се поради некој екстерно внесен антиген. Но, ќе видиме дека кај лупус, всушност имаме долготрајна реакција на хиперсензитивност 3, бидејќи имаме антигени кои што се селф антигени. Така што тие никогаш нема да се отстранат, постојано ќе бидат тука и постојано ќе се прават имуни комплекси. Во ред? Океј. Ајде да видиме што всушност доведува до овие оштетувања, како иде процесот. Започнуваме, овдека ќе земам со бела боја, со антигени, така кои се налепиле на површината на крвните садови. Нормално се создале антитела и сега се образувале овие комплекси. Така, значи сега ги имаме овие комплекси. И овие комплекси треба да бидат отстранети. Во ред? Значи ќе си дојдат макрофаги, ќе дојдат неутрофили и они со своите ФЦ рецептори ќе се врзат за ФЦ регионот на антителата и ќе пробаат да ги отстранат. Но, при тој процес, они исто така се активираат и ослободуваат различни вазоактивни медиатори. Така, значи ослободуваат простагландини, леукотриени, протеази, оксидативни радикали кои го штетуваат ткивото, исто и протеазите го уништуваат, нормално разградуваат протеини и така натаму. Ослободуваат цитокини, тоа маце подоцна, но исто така ги ослободуваат. И исто така, овдека кај имуниве комплекси се активира системот на комплемент, бидејќи C1 протеинот се врзува со ФЦ регионот на антителото и се активира целата каскада. При тоа се добиваат C3A и C5A, кои што се проинфламаторни. Така што се ова, така сите овие вазоактивни медиатори, цитокини и комплемент, зголемуваат инфламација. Се тоа може да биде системска или локална, и тоа си носи своји проблеми. Една од работните нели со инфламација е дека имаме зголемена пермеабилност на крвните садови. Тоа значи дека плазмата ќе почне да излегува во околното ткиво, односно ќе имаме оток, едем. Тоа е исто нели дел од процесот на инфламација. Но интересна работа е дека со зголемената пермеабилност исто така и имуните комплекси успеваат да поминат од крвните садови во околното ткиво, што доведува до дополнително оштетување на околното ткиво. Сега не се само во крвните садови, него се наоѓаат и во околното ткиво околу крвните садови, бидејќи се зголемила пермеабилноста. Во ред, овде ќе имам нацртани тромб, бидејќи антителата всушност влијаат на тромбоцитите, односно на крвните плочки, така што некогаш се овозможува создавање на мали тромбови, кои може да предизвикаат проблем во некои крвни садови. И сега кога ја сваќате главната идеја како доаѓа до оштетување, да ги видиме кои се симптомите. Значи имаме температура, нели, која е всушност општото воспаление, имаме осип, така на местото, ако е локално, нели, каде што се таложиле имуните комплекси, односно уртикарија, но всушност може да го преведеме како осип. Може да се јави болка во зглобовите, ќе видиме зошто. Зголемени лимфни јазли, нормално имаме инфламација, тоа е при бактериска инфекција имаме зголемени лимфни јазли и протеини во урината. Сега, ако таложењето е главно во крвните садови, ќе имаме воспаление на крвните садови и тоа е васкулитис, што може да биде опасно. Сега, зошто се таложи во зглобовите?
односно имаме нели болка во зглобовите, бидејќи синовијалната течност, нели која има во зглобовите, доаѓа произлегува всушност од плазмата. Сега ако имаш имуни комплекси во плазмата, ќе има имуни комплекси во синовијалната течност, односно ќе се таложат во зглобовите, односно ќе доведе до воспаление зглобовите, односно ќе доведе до болка во зглобовите. И имаме воспаление во зглобовите, односно имаме артритис. Во ред? Сега имуните комплекси нормално се протеини и ќе поминат низ бубрезите, што може да предизвика нели тие да се таложат во крвните садови, односно во гломерулот, нели внатре во болоновата капсула, односно во малпигеевото телце, во нефронот, односно ќе дојде до воспаление на гломерулот, односно ќе имаме гломерулонефритис. Во ред? Океј. Сега ќе видиме некои примери кои што се многу интересни. Првиот пример е со стрептокока инфекција на грло. Ова е најчесто може да биде подолготрајна, така што ќе се образуваат над антитела против антигените и обично имаме многу антигени, така што ќе се образуваат многу имуни комплекси и тоа ќе доведе до овие реакции на хиперсензитивност од тип 3. Но ова спонтано ќе помине, бидејќи инфекцијата ќе се чисти со тек на време, така што количеството на имуни комплекси значајно ќе опадне после даден временски период. Следниве два примера се доста интересни и слични еден на друг. Да речеме дека те каснал инсект или да речеме змија и внесла отров внатре во твоето тело. Сега отровот најчесто е некој гликопротеин. Вред? И сега ќе идеш на лекар, ќе ти дадат антисерум, односно против отров, што е најчесто антитела кои ги направиле користејќи отров, инјектирајќи го во некој животно, животното направило антитела и сега они ти ги даваат тебе готови антителата, така што овие антитела во против отровот ќе ги врзат антигените од отровот и ќе бидеш окей. Во ред? Но, после првото користење на тој против отров, твоето тело ќе направи антитела против отровот, така, односно против антисерумот. Во ред? Така што да речеме сега повторно те касне змијата и сега повторно идеш на лекар и пак ти го даваат истиот против отров. Сега, против отровот ќе го врзе отровот. Да. Но овие антитела од твоето тело кои претходно биле направени, сега исто така ќе го врзат антисерумот, односно против отровот. Така што ќе се добие следно. Ќе се добијат огромни имуни комплекси. Во ред? Значи не само што антигените ќе бидат врзани од против отровот, него и против отровот ќе биде врзан од твоите собствени антитела. На некој си начин можете да кажете дека твоето тело прави против отров. Во ред? И ова се нарекува серумска болест и затоа се вика, нели, кога се дава антисерум или против отров, не трае тоа за секогаш, така што може 2-3 пати да те касне змија да ти дадат, но потоа веќе не може да се користи баш поради овие реакции на хиперсензитивност. Следниот пример е со некои терапии за тумори. Така значи имаш некој тумор, туморските клетки најчесто немаат некои специфични антигени, но некогаш имаат. И може да се направат, инженерираат моноклонални антитела против тој тумор. И тие на нив обично се прикачуваат различни работи, како ензими или некои токсични молекули, со цел тие моноклонални антитела го таргетираат туморот и го уништуваат. Во ред? Но, после неколку примања на терапијата, интересно е дека твоето тело ќе направи антитела против тие моноклонални антитела. Така што после неколку терапии веќе нема да ти функционира терапијата против тумор, бидејќи твоите антитела ќе почнат да го врзуваат лекот. Вред? Е сега ова за да не се случаи, толку често се прават хуманизирани антитела, така што овие моноклонални антитела имаат многу малце антигени и епитопи. Така што најверојатно нема да развиеш имун одговор против нив, со цел нели да се избегне ова. Не сакаме ова, сакаме терапијата ти излекува. Исто се прави веќе и тоа и за против отрови, односно хуманизирани против отрови, но не е до толку исплатливо и не се користи од толку често против отров, така нема некој човек 5 пати ја го касне змија иста, така што не се посветува толку внимание на хуманизирани антисеруми, односно против отрови да се прават. Инаку, во однос на тоа колку трае реакцијата на хиперсензитивност, најдолго траат кога некој индивидуум има лупус. Сега, лупус е автоимуно заболување кое е системско и нема лек, едноставно се живее така. Тие индивидуи кои имаат лупус, имаат потежок живот, односно не е така лесно да се живее со тоа, бидејќи, просто кажано,
твојот имун систем го напаѓа целото твое тело. Сега не го напаѓа целото твое тело, најчесто напаѓа некои нуклеарни протеини, но тие ги има насекаде низ телото. Постојано клетки умираат, постојано се ослободува генетски материјал, постојано се ослободуваат нуклеарни протеини, хистони и слично, и твојот имун систем ги напаѓа нив и низ целото тело се случуваат имуни реакции, воспаление кое го штетува ткивото насекаде. И поентата ми е дека ова никогаш нема да се отстрани, така во претходните реакции на хиперсензитивност викавме да имаш антигени, тој ќе биде отстранен кога тогаш и ќе се реши проблемот. Но овдека постојано ќе имаме антигени и постојано ќе се образуваат имуни комплекси. Така, значи постојано. Сега, не дека ќе иде тоа до бескрај, има моменти кога има повеќе имуни комплекси, па моменти кога има помалце, па пак повеќе, па помалце. И самите имуни клетки не се активни постојано, така влегуваат во енергија, така што има моменти кога индивидуот се чувствува подобро, па пак полошо, па пак подобро, па пак полошо. Но за тоа детално ќе збориме во патологија, док ќе направам видео за лупус. Сега сакам само онака општата идеја да добиете. Инаку постојат и артусни реакции. Тоа е најчесто кога, например, ќе се повредиме нешто и ќе влезе некој антиген во телото и локално ќе предизвика реакција на хиперсензитивност тип 3. И ова најчесто се случува после неколку часа, бидејќи првично кога ќе влезе може да има алергиска реакција, така, да има хиперсензитивност тип 1 и после неколку часа од тоа па да се јават овие артусни реакции, каде што ќе се јави црвенило, ќе се јави оток, ништетување на ткивото, али сепак ќе биде локализирано. Во ред. Тоа беше се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во следното видео. Довидување.